Никој на пробата на женскиот младински хор Менада не се осудува да се раскомоти. Просечната возраст на групата е 21 година. Златните грла се добитници на низа домашни и меѓународни признанија. Заслужни се што Тетово е град со хорска традиција, а се културно обележи и на државава. Но работиме во просторија 504 во Дуќан на улица. Значи 20 квадрати за толку девојки навистина е недоволно. Ние сме побарале помош, но разговорот на глувие кога се бара нашата помош. Би сакала подобри услови од овие сега што ги имаме, затоа што сепак застапуваме една организација која освоила многу дипломи и награди, учествувала на многу надпревари, фестивали и во земјава и надвор. Врсници на хористите од Тетово имаат намера да го променат ова. Со поддршка на ОПСЕ се родила идеја за формирање локален младински совет, кој преку притисок до општината ќе се обиде да обезбеди подобри услови за сите секции на младите тетовци. Здраво! Локален младински совет само со вакви фризури? Би очекувал младите да се насочат и нашите топ 3 активности да бидат насочени кон уредување на јавниот живот. Младите во Тетово немаат заеднички простор каде што ќе можат да излезат, а да не мора да биде кафиќ или кафана. И да не биде поделбата на македонци на албанци, туку да биде заеднички простор. Por kushtet të cilat organizatat e ndryshme, klube sportive të ndryshme që vinë nga po njëjta komunë, do i kenë dyert e hapura të drejtojnë për çdo problem sa i përket atyre, domethënë që do ju pengojnë për ta vazhduar punën tyre dhe ne do jemi këshilli i cili do i mbrojë të gjitha interesat pa dallim të gjithë qytetarëve të rive të qytetit të Tetovës. Идејата на овие млади ентузијасти првпат добива законска рамка што ги прави официјален локален младински совет. Собранието неодамна го донесе законот за младинско учество и младински политики, со кој институциите од локално до централно ниво се задолжуваат да го слушнат и поддржат гласот на младите и да издвојат пари за нивните потреби. Според овој закон, млади се луѓето на возраст од 15 до 29 години. За да може да учествуваат и да предлагаат младински политики, потребно е сите организации за млади в месецов да се впишат во регистарот на Агенцијата за млади и спорт. Откако ќе се пребројат организациите, ќе се формираат тела на централно и на локално ниво. Со најмалку 2/3 од регистрираните се свикува Национално собрание за млади како највисоко тело кое креира, застапува и ги координира младинските политики. Собранието ќе делегира 9 представници во Националното советодавно тело, а суми на представници ќе има централната власт. Советодавното тело дава мислења за спроведување на политиките, за буџетските пари наменети за млади, иницира разгледување на прашања за младите на ниво на влада, ги следи препораките на Европската унија за млади. Трошоците за работа на советодавното тело ги покрива владата, која државната каса треба годишно да двои по најмалку 0,3% заради спроведување на законот. Паралелно, и општините и градот Скопје ќе треба да се прилагодуваат на законот. Прво, локалните младински организации, партиски подмладоци, ученички и студентски организации и други облици на младинско здружување се повикуваат во локално собрание на млади. Собранието преку веб страницата на општината објавува јавен повик за локалниот младински совет, чии членови се избираат по пат на тајно гласање. Локалниот младински совет добива верификација од советот на општината, а потоа советниците би требало на дневен ред на седниците да ги вметнуваат точките предложени од локалната младина. Општината како сервис за млади треба да отвори канцеларија за координација на работата меѓу локалната самоуправа и младите, со која ќе управува службеник за млади, најдоцна за 1 година од донесување на законот. Дополнително, должни се да отстапат младински центар како место за изразување на младите, но за тоа имаат рок од 5 години. Сите активности и простории се покриваат со пари од општинската каса, најмалку 0,1% од годишниот буџет. Голем придонес за вакво законско решение даде пратеничката Ивана Тофејџиќ. Таа верува дека институциите, како што предвидува законот, ќе се прилагодат во период од 1 до 5 години. Но нема санкции предвидено за општините. Што Точно доколку нема. не се прилагоди? Нема. Зато овој закон, како што видовте, нема никаде санкции во законот, бидејќи законот целта не е да санкционира. Целта е ние да поставиме рамка во која младите организирано ќе учествуваат и на локално и на централно ниво во сите процеси кои се однесуваат на нив. И од тука тргнуваме и по логиката дека локалните младински совети и локалните самоуправи како такви, меѓутоа и централната власт ќе го почитува
и законот, меѓутоа и желбата на младите да партиципираат во тоа. Ние веќе Верувате дека ќе почитуваат? Верувам дека да. Значи јас не велам дека ова е совршено законско решение. Совршено законско решение не постои. Меѓутоа почнуваме од нула и ќе ги видиме проблемите во имплементацијата, па некој следен состав на парламентот повторно со консензус се надевам дека ќе ги инкорпорира тие проблеми кои ќе се јавуваат. Една иста група се врти од утрово и гласа на 3 факултети. Пред да влезе во собранието, Туфекџич ги бранеше правата на студентите како категорија на млади во првите редови на протестите. Овде, со овој закон, таа рамка која што е создадена, овозможува на младиот човек да го каже тоа што го бара, преку еден организиран систем, и мислам дека тоа е многу важно, бидејќи ние мислам дека во текот на периодот, особено после студентските протести и така натаму, научивме дека политики и закони и мерки се креираат одржливо и квалитетно само ако се слушне гласот на засегнатите страни. Дури и да се јави отпор кај домашните институции, тука е Европската Унија. Столб за односот на ЕУ кон младите е младинската стратегија на Унијата за периодот 2019-2027 година, предложена токму од млади. Во неа главната одговорност се лоцира кај државите членки преку 11 стратешки цели, меѓу кои поврзување на ЕУ со младите, унапредување на статусот на младите до руралните средини, квалитетно учење и вработување за сите, одржлива зелена Европа, а се земаат предвид и делувањата на младинските организации. Целта е младите да станат вистински мост во општеството, а земите членки се охрабруваат да ги имплементираат целите, например преку младински совети. Ке се снајде ли и Северна Македонија? Не би требало да нема желбата за комуникација и работа со младите. Мислам дека тоа е сосем една убава работа и за самите општини и за централната власт, каде што ќе имате една свежа енергија во сите тие процеси што би било подобро и за државата и за општините. Мислам дека треба да размислуваме европски. Ако се стремиме како нација и како држава кон еден европски пат, мислам дека така треба да се однесуваме, треба да не понесе таа демократија што има во поразвиените земји, така да не би одела со санкции. Мислам дека треба да се има законски пропишана работа која што треба да се почитува. Како ќе го приближите законот до младите? Веќе е подготвена кампања, почета кампањата по социјалните мрежи каде што се известуваат општо сите млади во држава за сите придобивки од законот, што е тоа што треба да побараат и што е тоа што им следува од надлежните. Така да почнуваме со веќе сега за брзо време, мислам дека веќе следната недела дена почнуваме со консултации јавни. Ако Тетово може да служи како пример во напредна фаза, тогаш ветувањето од општината е дека овие простори ќе бидат дадени во владение на локалниот младински совет. Тие уште чекаат клуч за да видат што би можеле да им понудат на врсниците од локалните секции. До тогаш, активните млади тетовци како во хорот Менада ќе продолжат да се снаоѓаат како знаат и умеат.